те чував нежно, ко бисерно зрно. Испадна мрак, се околу црно. Не бере тешкиот синџир на животот со алките своји ми го закити вратот. Понекогаш за новинарот е многу лесно да направи емисија и да ја спакува во една ваква лента. Но малку е потешко таа емисија да има и своја функција. Таква функција имаше емисијата Петиот ангел, снимена во Охрид во 2005 година во септември. Главен лик беше Наташа Чочигова, родена со церебрална парализа. Жена која никогаш во своите 37 години не имала своја инвалидска количка. Благодарение на емисијата и тоа што емисијата беше гледана, па дури и од надлежните во Фондот за здравство, пред самата нова 2006 година Наташа ја доби својата инвалидска количка. Тоа за мене беше најубавата новогодишна честитка. Ги думам како мечник. Наваму сиот свет, отаде некој свој свет, чуден, неистражен. Тие ми се огледалца на душата. Лажат оние што велат дека не постои душа. Таа е само нурната подлабоко и треба добро копање за да се дојде до неа. Или, ако не те огрее сонце, па низ нив да ти пушти трошка светлина. Тогаш тие, огледалцата, тие ќе ти кажат дали сајбијата на душата те сака или не. Дали му значиш или не. Ги има во неколку бои. Сини, зелени, црни. Ги има во неколку агрегатни состојби. Суви, незаситни, пакосни, широко отворени или широко затворени. Ги сакам очињата маслинчиња на ќерка ми. Ги сакам и оние топли, насмејани очи, како натопени во нектар. Таквите очи ме влечат како со магнет. Вие ги сакате ли очите? Драги пријатели, обидете се со некоја крпа, може би и ваква, а може и поинаква, да си ги врзете очите. Така. Сега да ве видам како ќе станувате од кревет, како ќе се движите, дали ќе се удирате во мебелот, дали ќе можете да си појдете во тоалет, да јадете, едноставно да функционирате. Паметите ли каде ви се наоѓаат зидовите во домот? Каде имате маса, каде имате огледало, а што ќе ви е тогаш огледало кога не гледате? Бевме во домот на Видослав Јовановски. Тој и неговата сопруга ни ја раскажа својата потресна приказна. Како е 6 години да се живее во потполна темнина.
Благодарам што дојдовте и што пројавивте интерес и за луѓето што се наоѓаат во некоја неволја во животот, посебно во случајов како мене слеп, да видат луѓето дека и тие луѓе можат некако да живеат и дури и да создаваат по нешто. Инаку, јас сум од селце Струшко, потекнувам од учителска свештеничка фамилија, татко ми бил учител, Исак, дедо ми поп Јон Поп, инаку од Лозата Славковци, од која што потекнува и познатиот македонски драматург Војдан Чернодрински, кој воедно не е близок роднина, како и Арсенije Јовков, познатиот македонски револуционер, тој па е уште поблизок роднина, тој е братучет на татко ми. За жал Сожалувам да ги немам, а спомените за нив се остануваат врижани се. Јас секогаш велам дека потеклото, семејството се многу важни во одредувањето на животните координати на секој од нас. Така што верувате ли дека ваквото растење по семејство каде што имало револуционери, просветители, свештеници, учители, некако и вам ви го трасирало животот? Па, веројатно има нешто. Јас, иако, да речем, почев да учам, не сметајќи го основното образование во кое почетокот му припадна на татко ми, тој ме учеше. Подоцна учев земјоделско училиште и покрај тоа нешто во мене имаше што ме тераше и да пишувам уште во младоста. Меѓутоа, екзистенцијата и работата и кај што работев, после и типот на човек што сака да ги професионално да се однесува во работата, таа работа со творештвото ја запоставив некаде во 70-тите години, за да можам исклучиво на работата да работам. Прво работев во внатрешни, каде што 20 на години повеќе поминав во службата за аналитика и каде што имав, да речем, можност да се запознам со црната страна на животот во Скопје. Ја и онака бев кратковит, но пред 6-7 години тотално го изгубив видот од глауком, така наречен глауком. И кога се најдов во една таква тешка ситуација, во тотално слепило, бев, да речем, сметав дека сум веќе на работ на пропаста, но тука беше семејството, сопругата Ѓурѓа, децата мои, Сашо, Маја, кои ме теша дека не е се изгубено. Па за среќа, тогаш убрзо се роди и внук од син ми, од снаата Јадранка. Кога се роди тој, како да ми светна светилката и да се повратам на мојата длабоко закопана инспирација од минатото. И тогаш почнав да творам од почеток, се мислев како тоа ќе го изведам, јас не гледам, па се случуваше да земам хартија и потамина да пишувам, па сопругата Ѓурѓа да земи после да го чита и да го внеси на хартија, да го внеси во компјутер, но после дојде идејата да купам диктафон, овој може би трет, четврт, не знам кој ми е, имам повеќе искршено и од работа и од тоа што не сум во можност да ракувам
постојано точно да погаѓам копчињата. И почнав да творам, па во врска со тоа, ја дури можам и да ви пуштам една стихотворба, од која точно може да се види. Мислам дека беше оваа касета, да, со касетофонот. Песна посветена на касетофонот? На касетофонот ова. Добро. Овде е таа за болештините, мислам дека е. Вторник, 1 април 2003 година, 267. Дедо Виде, 3 година, 266. Диктафонот. Дедо Виде да го нема диктафонот покрај себе, не ќе може ниту еден да напише стих за тебе. Стихот веднаш ќе му летне, ко во есен лист од гранка, ко од кафес појна птица, ко снегулка топла дланка. Како ветер во гората, мислата ќе му се крие, така ќе го запоседне, во градите ќе му рие. Диктафонот да го нема, дедо Виде ќе е болен, ко немоćен земјоделец да го збере родот в поле. Глаукомот е болест при која што настанува покачување на очниот притисок. Очниот притисок се покачува заради две основни причини. Очната водичка која што се ствара во самото око, или зголемено се ствара, или оттежнато истекува. Значи, мора да појасниме затоа што на многу пациенти не им е јасно. Очната водичка која што се наоѓа во окото е одговорна за очниот притисок. Таа очна водичка циркулира во овој дел на окото. Значи, веднаш под рожницата, меѓу рожницата. Истекува. Значи, очната водичка е внатре во окото, нема никаква врска со надворешната течност на окото или солзите. Така да зголемено лачење на солзи не значи глауком. Многу луѓе често ги ја мешаат таа работа и заради тоа и да мислат дека имаат заради нелагодности и различни други болести на очите, мислат дека имаат глауком. А која е функцијата на таа водичка? Основната функција на очната водичка е да прави нормален очен притисок. Значи да го одржава окото во стабилна состојба, затоа што окото е оптички систем кој што е многу подлежен на варијации на внатрешните елементи, што значи дека ние, за да гледаме прецизно, внатрешните оптички системи мора да се под некој одреден притисок, да не се мрдаат така лесно. Значи, леќето кои што се наоѓа внатре во окото, тука ни служи за гледање и изјаснување на далеку и на блиску. Ако окото е меко, како оптички систем би било нестабилно. Очната водичка која што тука се ствара има за задача да го држи окото во постојан очен притисок,
кое што ќе му прави исто и стабилност на овој оптички систем за гледање. Оваа очна водичка што тука циркулира има влијание на целата должина на окото. Ако очната водичка е со зголемен притисок, значи отежнато истекува или се ствара повеќе, затоа што е во затворен систем, нема кај да се движи, нема кај да истече, нема кај да оди, ствара притисок на целото око. Значи, целото око трпи од зголемениот очен притисок во предниот дел на окото. Најголемата причина зошто пациентите ослепуваат од глауком и зошто е тоа фатална болест е затоа што овој систем на зголемување на притисокот на очната водичка не боли. Во окото нема рецептори за болка. Пациентите гледаат, пациентите не се свесни дека имаат зголемен очен притисок. Мораме да појасниме дека очниот притисок настанува некаде околу 50-тите години. Постои и конгенитален очен притисок, значи со раѓање, но тоа ќе го оставиме за друго време, тоа е друга приказна. Сега зборуваме за глауком симплекс или глауком кој што се ствара околу 50-тите години во животот. И што велат книгите, зошто се случува се тоа? Се уште не е докажано зошто и што е причината за настанување на пореметувањето во лачењето на очната водичка. Но генетичките фактори имаат влијание и мораме да објасниме на пациентите дека шансата да добијат очен притисок е многу поголема ако некој во фамилијата веќе боледувал од таа болест. Значи, пациентите кои што ќе добијат глауком околу 50-тите години не знаат за таа работа. Значи, не осеќаат ништо. Има изолирани случаеви, релативно помлади особи кои што можат да добијат одредени главоболки, одредени симптоми кои што не знаат да ги протумачат, неспецифични се и не знаат дека се случуваат заради зголемување на очниот притисок. Може да се асоцираат како главоболки, како синус, завоболки и така, кои што може да доведат до такви симптоми кои што тие не може да го асоцираат со очите и не доаѓаат на преглед кај очен лекар. Што значи дека ние возилото еднаш годишно го носиме на технички преглед заради регистрација, а за себе своите фарови како треба да ги чуваме? Би им советувал на пациентите да после 40-та година редовно еднаш годишно го мерат очниот притисок, затоа што во последно време откриваме и случаеви со очен притисок кои што се дури и помлади од тие 50, од 40-50 години. Значи, мерењето на очен притисок е обавезно бар еднаш годишно, посебно кај луѓе кои што имаат во фамилија историја на болест или на слепило на некој од фамилијата стар кој што ослепел, кој што можеби не се знае од што ослепел. Боли ли тој преглед на мерење на видно поле на очен притисок? Обично луѓето се плашат од доктори и дури не дојде работата до крај. Има повеќе начини на мерење на очен притисок. Наједноставниот и најчестиот употребуван во сите болници и здравствени центри е мерење со така наречен шиец. Тоа е метален апарат кој што се притиска на окото и со отклонување на стрелката се обележува колку е очниот притисок. Ние тука во Визија имаме компјутеризиран апарат кој што го олеснува тоа мерење на очен притисок. Не мора да се ставаат капки или анестезија во очите, безконтактен е, не може да се пренесе инфекција од пациент на пациент. Мерењето се одвива со стерилен воздух и апсолутно е безболно и краткотрајно. Така, ма нашиот народ нели од социјализмот е научен, си има книжка, си има здравствено осигурување, картони и си доаѓа на лекар. Што мислите малку за таа социолошка компонента на нередовните прегледи? Луѓето можеби се плашат од прегледите од како преглед, меѓутоа се плашат и од тоа колку ќе ги чини, да речеме. Само мерењето на очен притисок кај нас кошта 200 денари. Така да тоа не е нешто што не би можело еднаш годишно да се направи. Така. Морам да појаснам во оваа прилика да пациентите знаат што се случува при зголемениот очен притисок. Кажав од почеток дека тука се ствара зголемување на притисокот на очната водичка и тој притисок кога ќе се зголеми од некое основни зададено ниво, значи кај нас е тоа 22 мм живин столб,
Тоа е максималниот притисок кој што е дозволено да се премине. Зошто? Затоа што крвта која што влегува во окото и која што го храни окото е со исто толков притисок, 22 мм живин столб. Ако очниот притисок го надвладее притисокот на крвта која што влегува во окото, едноставно окото останува без исхрана. Значи овој дел кај што ги гледаме тука, крвните садови кои што влегуваат во окото и го хранат внатрешниот дел на окото, заради зголемување на очниот притисок се толку притиснати да крвта нема способност, нема снага да продре во окото. Од таа причина почнува да трпи внатрешноста на окото и почнува ретината, значи видниот дел кој што е осетлив на светло и кој што го прима светлото, почнува да се суши. Тоа не е процес кој што трае кратко и кој што од ден за ден, значи се зголемува или бргу може да доведе до губење на вид, тоа е процес кој што трае со години. Но ако ние го откриеме на време, значи откриваме дека пациентот има очен притисок и дека треба тој пациент да се третира. Мора да им објасниме на пациентите дека не постои лек во медицината воопшто во светот кој што може да го излечи глаукомот апсолутно. Ние секундарно го решаваме глаукомот со влијање на намалувањето на стварањето на очната водичка или на зголемување на оттокот, на истекувањето на очната водичка. Но глаукомот како глауком постои. Кога пациентот ќе знае дека има очен притисок, мораме да го контролираме бар еднаш на 2 до 3 месеци, за да го контролираме очниот притисок. И покрај тоа што ние го третираме со терапија со капки, капките се терапија прва која што е на избор, и со капките пациентите го намалуваат својот очен притисок и тоа е бескрајно, додека тој живее. Ако ги престане капките, очниот притисок пак се враќа и пак го оштетува окото. Капките имаат одредено влијание, значи тие делуваат неколку години, потоа мора да се дадат појаки капки, организмот понатаму се навикнува на тие капки и понатаму како течат годините, доаѓа до адаптирање на организмот и во извесен период на животот капките можат да престанат да делуваат и во тој случај последен избор е операција. Значи операцијата е не идеална, далеку од идеална, али е единствен избор кој што би може да го направиме ако ниедни капки кои што ни служат, кои што ни се на располагање делуваат. Многу е битно на пациентите да знаат, посебно пациенти кои што имаат очен притисок, кои што често се контролираат, да си го знаат очниот притисок, затоа што ако очниот притисок им е поголем од 22 мм живин столб и покрај тоа што ставаат капки, лекарите мора да им советуваат да оди на операција. Значи глаукомот никогаш ние не можеме од корен да го излечиме. Се уште се бараат начини и методи, верувам дека со напредокот на технологијата дека ќе се најдат начини да не мора да се прави операција, но сега тоа е единствениот избор кај луѓе кои што капките не делуваат. Јас ви благодарам многу што бевте љубезни, вие и вашата сестра, па ни овозможивте да научиме и ние нешто повеќе за ова заболување. Јас се надевам дека искуството на докторот, а искуството на Видослав Јовановски, чија приказна ја видовме овој пат, дека ќе не натера малку повеќе да мислиме на оние две огледалца што ни ја хранат душата. Вести на македонската телевизија во 20